Директорката на Фондот за здравство Магдалена Филиповска-Грашковска повеќе од 10 дена ја нема за да ја одговори на јавноста што се случува. Хакираниот систем и хаосот со исплати на плати, породилни отсуства, најавите за штрајкови, неисплатените рефундации, како да не се доволни причини за директорката поради морална одговорност и функцијата која обавува да застане пред јавноста. Откако граѓаните реагираат дека чекаат и по неколку денови за да подигнат лек од аптеките, од денеска конечно сите здравствени работници аптеки може да го проверат статусот на осигуреникот. За вице-премиерката која е задолжена за политики и добро владење Славица Грковска, малку биле 2 недели Филиповска-Грашковска да ги собере информациите и транспарентно да излезе на пресконференција. Податоците и информациите припаѓаат на граѓаните, не на институциите. Ова што се случува е ново за сите нас, за најголемиот дел од нас и предпоставувам дека не сите подеднакво и успешно се снаоѓаат во ваква ситуација. Додека јавноста остана без одговор од директорката, премиерот Ковачевски, виновник за хакерскиот напад на Македонскиот фонд за здравство, најде во руско-украинскиот конфликт. Апсолутно се поврзани со војната што се води во Украина, бидејќи пред тоа не постоеа. Второ, хибридната војна што се води, која што вклучува сајбер напади, хакерски напади, дезинформации, практично е нов начин на војување кој што досега не е виден. Тоа има неколку цели. Прво, да направи блокада на клучните витални системи во државите кои се членки на НАТО и на ЕУ, кои се западно определени. Второ, да внесе немир кај граѓаните, бидејќи се напаѓаат системи кои што обслужуваат голем број на граѓани. И трето, да направат еден систем на дезинформации, што на крајот од денот оди во корист само на оние кои што не сакаат да го видат нашиот регион да биде дел од ЕУ или да биде дел од НАТО. Фондот тврди дека при сајбер нападот нема излевање на податоци, но засега нема официјален податок дали постои бекап и дали податоците воопшто може да се вратат. Центарот за опоравување од катастрофи на МВР ги чува податоците на Центарот за управување со кризи, царина и Државниот завод за статистика, но не и на фондот, бидејќи тие не биле нивни корисници. За една деценија фондот има потрошено околу 3 милиони евра од државниот буџет за информатички услуги. Пропустите на сите компании кои биле ангажирани ги детектирал и Државниот завод за ревизија.